Ако се позитивни, понатаму ќе гледаме да се шири. Така. И тоа ќе биде за оние кои се социјални случаи, кои имаат... Да, има критериуми. Мислам има дека, критериуми. Да, така? има за оние кои што примаат социјална помош, мислам дека се околу 15.000 во Скопје, приматели на социјална помош, и мислам дека тие за нив се добиваат цени што се, ми се чини, до 30% поевтини од нормалните цени. Добро, малку повеќе тогаш ќе поканам некој од Скопски пазар па подетално да видиме околу тоа бизнисот за целото како се иде. Едно од работите и темите кои ме интересира, ние проблем имаме генерално со енергијата, дали во Македонија ќе се гради нуклеарна електрана, треба ли, не треба, имаме потреба од енергија, дали ќе градиме нови брани, предпоставам дека е некоја стратегија во некое друго време. Но ме интересира гасификација. Так. Кој имам слушнато тој збор од ваше уста? Колку е тоа сериозно, бидејќи ние уште сонуваме за тоа гасификација, цела Европа едноставно има повисок стандард, а плаќа поевтина енергија. Ние сме сега во фаза кога при крај изработката на проектот за инфраструктура за гасификација ни целата држава. Проектот мислам дека треба до јануари да биде завршен, пошто ќе отвориме и јавен повик за изнаоѓање компании кои што ќе го градат. Деломно работата со гасификацијата ќе завршиме преку стариот клирички долг што го имаме од Русија. Старевски беше на преговорите. Колку тој? Мислам дека тој беше околу... Уште тогаш се влече од бивша Југославија клирички долг. Да. Клиринг. Мислам, Добро. Не ме земајте за збор да не изгрешам, 40 или 60 милиони евра беше. Значи тоа е еден дел. Сумата е поголема која што треба да се инвестира. Оној дел кој што нема да можеме да го покриеме со клиричкиот долг, односно ќе го потрошиме клиричкиот долг, остатокот ќе се финансира со заем од Европската банка за обнова и развој и Европската инвестициона банка. Со нив сме веќе во длабока фаза на преговори, тие сакаат да го потрошат овој проект, така да некаде кон крајот на следната година ќе започне градбата. Значи прво експроприација на земјиште кај што треба тоа се прави и потоа градбата на инфраструктурата за гасификација. Тоа ќе трае неколку години, значи ќе трае претпоставам 2, 3, 4 години градба. Значи ли во Значи сме во длабока фаза на подготовки сме влезени. Дали тоа значи дека таа инфраструктура ќе пенетрира во градовите, во стамбени блокови, во населби, да луѓето можат, како што имаат довод на струја и вода, како што тоа сум го гледал во Словенија, во други европски земји, како што се воведува гасификација, или ова ќе биде гасификација за воведување, не знам, за топланите и така големи... Првата фаза е да се снабдат индустријските капацитети, фабриките, топланите што викате и така натаму. И кој е проектот? И да стига до сите поголеми градови да стига. Се има од граница кон Бугарија, Куманово, Скопје. И тоа нема добра дистрибуција во градот во смисла на што викате станови и така натаму. Дистрибуцијата е втор проект, понатаму внатре во градовите се развие мрежа. Првиот проект е инфраструктура низ целата држава да допре гасификацијата до поголемите градови низ цела држава, и тоа е огромен проект, кој што сме во длабока фаза на подготовка и кој што според плановите и проекциите би требало да почне градба кон крајот на 2010 година, тоа е кон крајот на следната година. До тогаш, значи, треба да го довршиме проектот, да ги подпишеме договорите и со Русија за еден дел, и со банките за вториот дел, да почне експроприацијата и да заврши, и да почне кон крајот на годината градбата. Проектот кој што со децении го очекуваме, практично од прилика за една година од сега би требало да физички да почне да се реализира. И колку време колку е проекцијата дека тоа ќе трае? Па неколку години, значи мислам дека 3 години ќе биде изградбата. Благодетите дури потоа ќе можеме да ги почувствуваме. Благодетите потоа, да. Апсолутно. Добро, конечно да мрдне и неку гасификацијата. Ја слушаме наназад како изградбата на пругата за Бугарија. Као пред секој избори. Градиме пруга за Бугарија. А тоа го правише и СДСМ и ВМРО. Сите градеа пруга кон Бугарија и таа никогаш не се Ние сега толку не се фокусираме на ветувања, ние се фокусираме да најдеме начин реално да ја изградиме, но еве да не ветувам сега. Ако биде добра работа, така да добро, можеби ќе имаме добра новост и за тоа. Инсистиравте во вашата програма беше да се изборите за правото на глас за диаспората. Да. Што Македонија може да добие од тоа и колку гласови, колку места ќе има диаспората во парламентот? Диаспората доби можност да гласа на сите претседателски избори, за избор на претседател на државата и на сите парламентарни избори, при што да има најмалку по еден представник од сите три континенти, Америка, Европа и Австралија. Што значи дека Владко Ѓорчев у кампања може да го пратиме у Њујорк да држи митинг?
Може да се случи. Ние сакавме тоа да биде поголем број, но како што се сеќавате, СДСМ не се согласуваше со тој проект. Ние уште во опозиција понудивме но на крај се согласија. Ама со помал број на пратеници по еден од континентите. Например, ние првично размислувавме една нова изборна единица од 20 пратеници да има само со луѓе од диаспората. Потоа тоа го спуштивме на, пошто видовме не ни пораѓа, го спуштивме на помал број. Па дојдовме последно на 6, по 2 да има барем од континент, па на крај, за да има компромис, 3. Но добро е така. Нека се почне. По 3 има од континент. По еден од континент, вкупно 3. А вкупно 3? Да, има представник, има значи човек што ќе го каже гласот на диаспората од тој континент, од другиот континент, од третиот континент. И тоа е добро за почеток, тоа е почеток. Значи, кај нас има страв од диаспората, особено кај опозицијата. Да, дека страв дека сите се ВМРО-овци, дека сите не знам што е стравот. Значи, сериозен отпор. Ние многу запнавме за да дојде до тоа гласање на диаспората. Многу. Инсистиравме со години и на крајот некако од нема и каде само се согласи да одиме со консензус. Оти кога менувате закон за избори, се гледа да е со консензус. Не е тоа било каков закон па да ги надгласаме. Секогаш се води сметка да таков закон се постигне заеднички договор, барем меѓу поголемите политички партии. На крајот се согласија со 3 и ние се согласивме, знаеме дека не е многу, ама нека има почеток, нека видат дека нема да боли ништо од диаспората. Само може позитивно да има, не негативно. Па се надевам понатаму како времето ќе мине и да се зголемува тој број. Падна петокраката од грбот. Редно беше. По мене требаше тоа да се случи. Дали Европа ќе го поздрави ова? Мислам дека нема да го поздрави вака јавно да го збори, но во секој случај кога ќе слушнат дека прво ќе се насмеат, пошто толку досна го менуваме комунистичкиот символ. А како тогаш реагираат на нашето одложување на Јас гледав, имаше во тој период доста вака расправи дали треба или не треба да тргнеме петokraката и дека ние со тоа сме биле против партизаните. Ние не сме против партизаните. Партизаните ги гледаме како луѓе што се бореле против фашизмот и ние тоа го поддржуваме. Петokraката е символ на комунизмот. Комунизмот, освен што имаше и по некои работи што на луѓето и се допадна, имаше и отсуство на демократија. Имаше одење у затвор ако некој има различно мислење од некого. Значи, ние со тоа не можеме да се согласиме. И сега символот на тој режим што паќал на голиот ток, што осудувал луѓе од Македонија затоа што кажале некаде дека сакаат да имаме независна држава Македонија или заради нешто слично, ги пратиле по 15 години по затвор и по Идризово по голиот ток и тој символ се ние да го чуваме. Не оди тоа. Инаку секоја чест на партизаните што се бореле против фашизмот. Да се тргне само петokraката, не да имаме редизајн на целиот грб. Јас се согласувам дека би било добро да имаме редизајн на целиот грб. Но од пред неколку години имаме бадентер за гласање. Значи треба и од другите етнички заедници мнозинството да се согласи за тоа што ние ќе го предложиме. А вие знаете дека некои сакаат лавчиња, некои сакаат орли, некои сакаат ова. Ја видов дека од таа работа сега ништо нема да направиме. Велам дај барем символот на режимот комунистички да го тргнеме, па понатаму, здраве Боже, ќе влеземе во Европска унија, секи изгледа поинаку, па се надевам дека некогаш ќе можеме да имаме и комплетен редизајн. Рековте дека можеби европејците би се поднасмеале на симнување на петokraката. Не, би се насмеале што после 20 години ја менуваме. Токму тоа. Веројатно тие што не знаат мислат дека одамна е завршена таа работа. А ја мислам би се крстеле со две раце која би разбрале до кај сме со лустрацијата. Па, за жал, таа почна многу касно. Таа требаше да почне 92-та и до сега беше завршена работа. Почна многу касно, со големи отпори, со најави дека ќе биде поништени делови од законот, ќе бидат поништени од Уставниот суд. И ако тоа се случи, ќе биде големо разочарување. Иако е многу касно почната, јас пак имам надеж дека работите ќе се придвижат во добар правец, но ќе бидам страшно разочаран ако и тука Уставниот суд направи некоја интервенција и да го спречи тоа. Има најава? Па се шушка така нешто. Така. Па нема да не чуди. Искрено да кажам, нема да не чуди. Може би наскоро ќе ајде, да не провоцирам. Тоа ќе покажем вака. Ќе си гризнам јазикот. Тоа и за самите личности во Уставниот суд ќе зборува нешто. Добро. Господин премиер, тоа е генерално ова прашањата што имав да ви ги поставам. Имам прашања за уште 2 часа.
ne znam, potrebna li im je žičara,